Корисниците на право на пензија во висина од 14.000 денари ќе добијат финансиска поддршка од 1.500 денари за период од 4 месеци, започнувајќи од месецот на денот на влегување во сила на овој закон. За корисниците кои што оствариле доход по основ на пензија во висина не поголема од 11.525 денари месечно, 750 денари месечно за период од 4 месеци ќе добијат корисниците кои оствариле доход по основ на пензија во висина од 11.526 денари, а не поголема од 14.000 денари. Финансиска поддршка од 750 денари месечно е предвидено да добијат и корисниците на право на надоместок за телесно оштетување, корисниците на право на социјална сигурност, на стари лица, корисници на посебен додаток, корисници на право на надоместок заради попреченост, лица со попреченост и трајни промени во здравствената состојба кои користат надоместок за помош од нега од друго лице, а не користат право на надоместок заради попреченост, самохрани родители кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош и невработени лица, корисници на право на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок, ќе добијат финансиска поддршка по 3.000 денари месечно за период од 4 месеци, започнувајќи од наредниот месец. Исплатите ќе се однесуваат за пензии или поддршка за ноември, декември 2022 и за јануари и февруари 2023 година. Со ова пензиите од септември ќе бидат повисоки за илјадници пензионери кои ќе добијат дополнително затврстување на буџетот за време на кризата. За наредната година од владата најавија зголемување на пензиите за околу 7%, но и на минималната плата која се очекува да достигне до 20.000 денари. Растот на минималната плата ќе повеличи и раст на платите во сите сектори.